Тупаници и боксови заиграле во инцидентот во кој, како што тврди директорот на јавното претпријатие Проаква од Струга Вајтајро, физички бил нападнат од страна на неколку лица. Овој висок локален функционер велиот и се здобил и со тешки телесни повреди во пределот на главата. Аеро Заеденом вели дека на настанот му претходеле и закани по телефон од лицето Хашим Даци, кој пред 3 месеци се здобил со право за користење на акумулацијата шум за риболовство, а од каде Струга се снабдува со вода за пиење. Реагиравме кај сите релевантни институции, лицето постапило спротивно од законските одредби. Поради машински ископ во акумулацијата дојде до пореметување на квалитетот на водата, вели Аеро. Најдрастично е тоа што човекот закануваше со оружје врака во чанта. Точно е дека не го впери тоа оружје, и не успеа. Заканата беше вербална, ќе те убијам, ќе те уништам. Меѓувреме доаѓаат други лица кои се фамилијарни поврзани со него, удира со се што можат и ми нанесуваат штета во левото око, каде истиот ден имав проблеми со видот и очекувам да се опорави, ако имам среќа да не треба да интервенирам и со операција. Еден оње контактираше и другата страна, Даци вели дека се што работел било согласно законот. Тоа што го кажуваат Вајтајро, дека тоа не е тачно, тој дојде мене, ме нападни во мојата куќа, а не јас на Вајтајро. А Вајтајро ме бркат мене едно 3 месеци што ме гањат со институции, со полиција, со новинари, со судот, пошто ние немавме пиштол, ниту извадевме пиштол. Тој има некој своји интереси, езерото со Проаква немат врска. Се кажува, вистината не ја кажуваат, а вистината е загрозување на животот со оружје, закана, вербална и оружје врака. Планирам како институција да понесем и кривична одговорност на самата полициска станица Струга, за да одговара и за вакви настани да се повторуваат и да не владее криминалот во Струга. Портпаролот на секторот за внатрешни работи во Охрид Стефан Димовски вели дека се работи за нерасчистени имотно-правни односи кои биле резултат на меѓусебна нетрпеливост и одредени недоразбирања. Поднесени биле и прекршочни пријави против инволвираните во инцидентот, иако не беа посочени со имиња.